Изборите во Македонија закажани за 5 јуни мора да поминат без никакви нерегуларности во фер и демократска атмосфера. Само така ниту една страна ден после изборите нема да излезе со критика за изборниот процес и барање за оспорување на изборниот резултат. Ова е ставот на холандскиот и амбасадорот на Европската унија во земјава Валтер Пломб и Иво Орав, кои денеска одговараа на прашања на Велешани во рамки на отворениот ден на Унијата. Според Орав, токму заради изноѓање начин за спроведување фер и демократски избори, истите беа одложени. Постои еден многу важен елемент за подготвување на рамноправен терен за политичките партии и исто така да се избегне заплашување на избирачите, на гласачите. И јас би сакал исто така, всушност се надевам дека нема да има никакво заплашување на избирачите пред изборите на 5 јуни. Граѓаните денеска прашуваа докаде е спроведувањето на Пршинскиот договор, може ли да се случат избори кои нема да ги исполнат демократските стандарди. Поголем дел од прашањата пристигнаа од млади Велешани. Холандскиот амбасадор во својата изјава се осврна и на проблемот со бегалската криза и утрешниот состанок на Советот на Европа, каде ќе се расправи и за можноста за дефинитивно затворање на балканската рута. Само да додадам на тоа дека самиот допринос кој Македонија го дава за да се изнајде very big problem that is affecting all of Europe. The contribution of Macedonia is very well seen and very well recognized by the EU and by the EU member states. Високо признаен од страна Европската унија и нејзините земји членки. Институциите во земјава се должни да создадат услови за слободни избори без притисоци и заплашување на граѓаните. Заменикот народен правобранител и денеска ја потенцираше можноста граѓаните да пријават било каков обид за нивна злоупотреба. Граѓаните ќе може да го изнесат своето мислење, својот глас за оној кандидат за кој што ќе сакаат, без било какви притисоци. Беа поставени прашања што во случај доколку има притисоци или закани во текот на изборниот процес. Во таа цел народниот правобранител уште еднаш потсетува дека ги има отворено телефонските бесплатни линии за пријавување на било какви изборни нерегуларности. И локалната самоуправа, вели градоначалникот Шадиев, за свој врвен приоритет го има поставено спроведувањето на фер и демократски избори. Кажав на моите гости дека се дојдени во најтранспарентната општина во Република Македонија за изминатата година прогласена и дека сето тоа ќе продолжи понатаму максимално транспарентно да се одвива. Значи сите своји ресурси општина Велес ги става на располагање во цел на спроведување на избори што не чекуваат на 5 јуни, бидејќи го очекуваме дека тоа е датумот кога ќе има и кога ќе се одржат избори, за да можеме понатаму да продолжиме како локална самоуправа со своите програмски цели. Амбасадорот Орав денеска изјави дека во меѓувреме продолжуваат разговорите за исполнување на точките од Пршинскиот договор. Пред присутните ги презентираше и резултатите од испитувањето на јавното мислење спроведено од делегацијата на Европската унија. Според бројките, 61% од испитаниците одговориле дека не се заинтересирани за политиката и дека немаат намера да учествуваат во изборите. Според Орав, овој висок процент треба да ги поттикне сите инволвирани страни во општеството да одговорат на што се должи и како истиот да се намали.